Почитувани, владата на Социјалдемократскиот сојуз со новиот закон за енергетика ќе предизвика покачување на цената на струјата до 20%. Социјалдемократскиот сојуз го знае тоа и затоа се обидува да ги манипулира граѓаните со наводна ефтина тарифа во период од 2 часот попладне до 4 часот, период кој е целосно неадекватен и неискористлив за граѓаните, бидејќи граѓаните во тоа време или се на работа или ги извршуваат секојдневните обврски надвор од дома. Воведувањето на ефтината тарифа е трошок за ЕВН кој ќе треба да прилагодат над 800.000 броила, трошок кои истите ќе го покријат со барање за покачување на цената на електричната енергија до регулаторната комисија, па така ќарот кој граѓаните ќе го имаат со ефтината тарифа ќе се анулира со општото покачување. Воведувањето на ефтината тарифа е и димна завеса за прикривање на ефектите кои ќе ги предизвика либерализацијата на пазарот на електрична енергија. Либерализацијата ќе предизвика покачување на електричната енергија до 20%, со што доколку сега плаќате 2000 денари, со либерализацијата ќе плаќате минимум 2400 денари за исто количество потрошена електрична енергија. Со либерализацијата на пазарот на електрична енергија, што се предвидува со овој закон, цените ќе имаат тенденција на зголемување и постепено достигнување на нивото на цените во ЕУ. За да им биде на граѓаните појасно, цената на електричната енергија во Република Македонија во последните 3 години е за 2,5 пати помала од просекот што го плаќаат граѓаните на земјите членки на ЕУ. Граѓаните со моменталната цена плаќаат до 5 денари киловат час електрична енергија, додека граѓаните на Европската Унија плаќаат околу 12,5 денари за киловат час. Цена која доколку се случи либерализацијата ќе биде достигната за неколку години во Македонија. Што буквално ќе значи доколку сега плаќате 2000 денари, со достигање на цените кои важат за ЕУ, ќе плаќате 5000 денари за истото количество потрошена енергија. Разликата е евидентна. Ваквото покачување на електрична енергија ќе значи удар по џебот на граѓаните, поголеми сметки и целосно нивно осиромашување. Заради ваквата неодговорност и негрижа кон граѓаните, ЗАЕВ и Социјалдемократскиот сојуз ќе се соочат со политичка одговорност на престојните локални избори на 15 октомври.